Во моментот во земјава на трите прифатни центри има околу 60 бегалци и мигранти. Од УНИЦЕФ велат дека бројката и не е така голема. Условите во кои што во моментов се сместени ги задоволуваат основните потреби, но сметаат дека државата треба да се заложи за нивна интеграција во општеството. Голем дел од нив, кои се на подолг период во прифатните центри, веќе солидно изборуваат македонски јазик. Ние постојано работиме на подобрување на условите, ние постојано соработуваме со државните институции, власти, за да се подобрат и политиките, но и имплементацијата на тие политики на терен. Има простор секогаш за подобрување, посебно во делот, односно во сегментот на интеграцијата, баш за тоа што зборувам за придонесот. Бегалците сакаат да го дадат својот придонес, тие се вклучуваат, тие го учат македонскиот јазик, има дел од нив кои што веќе течно го говорат македонскиот јазик, би се зачудиле на вистина, но тоа е вистината. Така што тука тој контакт помеѓу локалното население и бегалците е едно од полињата на кои што дефинитивно треба заеднички да направиме напор за да се подобри. Последниот извештај на УНИЦЕФ со наслов Глобални трендови. УНИЦЕФ наведува дека приближно 70,8 милиони луѓе во светот се присилно раселени, што е двојно повеќе во споредба од пред 20 години. Бројката од 70,8 милиони лица се однесува на трите главни групи: бегалци, баратели на азил и внатрешно раселени лица, кои ги има најмногу околу 41 милион луѓе. Во светот, оваа недела го издадовме извештајот Глобални трендови, кој што дава општа слика со бегалците по целиот свет. Бројките се навистина големи, преку 70,8 милиони луѓе се присилно раселени од своите огништа, а од нив речиси 26 милиони се бегалци. Од сите бегалци во светот, од тие 26 милиони, половина од нив се деца. Така што, кога размислуваме за бегалците, мораме да ги имаме на ум овие факти дека половина од сите бегалци на светот се всушност деца. Иако околу 120 бегалци и мигранти имаат поднесено барање за азил во земјава, заклучен со мај, надлежните немаат прифатено ниту едно барање.